многу често не сме задоволни од тоа што сме, од тоа што сме го постигнале, од нашиот физички изглед, од улогите кои што ги играме, од работата кои што работиме. Ние умееме да се излажеме себе си и да ја направиме состојбата подобра од таква каква што е, затоа што така е полесно. И не само што себе си се обидуваме да се излажеме, туку подоцна кога ние навистина ќе поверуваме во таа наша приказна, а очекуваме да поверуваат и другите. Тоа трае извесен период, меѓутоа тоа што е реално, вистинско, суштинско, она што ние навистина сме, она што го носиме во нас, условите во кои живееме, колку сме ние посветени на одредена работа, колку сме ангажирани во нашиот развој, во градењето, можеби на кариера, во односите со другите луѓе. Еден ден, кога тогаш ќе излезе на површина вистинската слика, независно колку и ние да се трудиме да изградиме некоја лажна слика. Тогаш настанува проблемот, тогаш се појавуваат еден куп фрустрации, разочарување од себе си, преминуваме во фази на себе обвинување, влегуваме во улоги на жртви, префрламе одговорност на сите, се обидуваме да се оправдаме, меѓутоа она што е најважно, ние не се чувствуваме убаво, не сме среќни, не сме задоволни од својот живот, а некогаш тоа може да доведе и до нарушување на нашето психофизичко здравје. Затоа многу е важно да имаме капацитет да се соочуваме со себе, како што реков, на секојдневно ниво, но и периодично, а тоа е многу важен момент, еден од првите чекори, кога ние ќе одлучиме да работиме на себе или да направиме некоја промена, да си го подобриме квалитетот на живење. Се до оној момент додека не се соочиме со себе и реално најмногу колку што можеме, најобјективно од страна, како да гледаме друг човек, како да се работи за некој друг, не си признаеме на себе си, не видиме до каде сме, какви сме, што сме, независно што и да се случувало, независно колку и да сме се труделе, независно што и да сме направиле. И од таа некоја позиција во која што сега сме, да се обидеме да направиме поинакви чекори, да се обидеме да направиме промена, да си го подобриме животот, да расчистиме со себе, околу себе. Затоа е многу важно да најдеме начин да поминеме низ тој процес на соочување кој некогаш може да биде навистина болен. Соочувањето со себе, исто како и сите други процеси, е најдобро кога нели го правиме сами со себе во тишина, во тивок разговор со себе. Можеме да напишеме на хартија, да се обидеме што пореално како изгледаме, каква е нашата здравствена состојба, што ни се допаѓа, што не ни се допаѓа, какви сме ние на нашето работно место, зошто е тоа така, колку добиваме, но и колку нудиме и зошто не правиме нешто да го промениме сето тоа, какви сме во односите со другите луѓе, и ако нешто не ни се допаѓа, зошто тоа уште така, што уште ние треба да сработиме. И се разбира какви сме во семејните улоги кои ги играме и како деца и како родители. Секогаш нели можеме да дадеме повеќе, да бидеме подобри, поотворени и секогаш ќе бидеме соочени со разни предизвици кои што од нас ќе бараат да бидеме флексибилни, прилагодливи и некои своји одлуки, ставови, уверувања да ги менуваме адекватно на тоа што нели животот тече, продолжува и ние заедно со него треба да течеме, да се менуваме. Тесно поврзано со соочувањето е и прифаќањето, односно неприфаќањето на се она до кое сме заклучиле дека сме или сме дошле, односно негирањето, игнорирањето или пак градењето на некоја лажна слика за себе си. И тоа е во ред, и тоа е човечки, и тоа сите го правиме. Велат дека постојат нецебо луѓе, како што постојат и плацебо, односно луѓе на кои што главна афирмација во текот на денот, главна мисла, главна реченица име не е така, не можам, не знам, не си во право и милион не кои го исполнуваат денот и не држат во место. Тоа негирање на се што се случува, на ставовите и мислењата на сите луѓе,
фактички доаѓа само од негирањето на себе си. И затоа би било добро да видиме кога негираме, кога криеме, кога пикаме под тепих, што фактички ние не можеме да прифатиме кај себе или од својот живот, што имаме толкова потреба да се криеме, да негираме, да го одлагаме времето на соочување со она што може би останало од некогаш, а нам се уште не боли и не кочи. Тоа некоја постојано го велиме, тоа негирање, тоа игнорирање, не јас не сум толку болна, не јас не сум толку неуспешна, не јас не сум толку тажна, не јас не сум толку исплашена, фактички покажува дека не се прифаќаме себе си во целост. Затоа што човечки е да ги прифаќаме своите успеси и своите неуспеси. Човечки е да ги прифаќаме своите добри, но и лоши страни. Човечки е да ги прифаќаме своите заблуди, работите во кои што може би предолго сме верували и ни треба повеќе време да ги промениме, но како и да е, се тоа сме ние. И благодарени на се тоа што носиме во себе, се тоа што се случувало, ние сме овде, каде што сме. И затоа би било убаво да се прифатиме себе си во целост, онакви какви што сме, со се што имаме, со се што носиме, со сите услови во кои живееме, со сите наши успеси и неуспеси, паѓања, станувања, успешни и неуспешни чекори по животниот пат. Затоа што само така ќе можеме нешто да промениме. Јас, например, подолг период пред да почнам да работам на себе активно, бев заглавена во еден процес во кој од само мене познати причини тогаш сакав да се докажам дека сум многу способна, многу активна, дека јас можам се сама, дека мојата улога е да го спасувам светот, да ги оправам работите, луѓето, дека јас можам секаде да стигнам, се да постигнам, и постојано си трупав нови и нови активности, нови и нови улоги, обидувајќи се да стигнам секаде на време, секаде доцнев, обидувајќи се да направам се најдобро, доаѓам во такви ситуации кои што ми представува огромни предизвици и проблеми, но се разбира ги решавав. Меѓутоа тоа ми одземаше огромна сила и енергија, и во сиот тој процес она од кое што морав да се откажам за да можам да ги постигнувам сите тие работи, за жал бев јас. Односно, додека го правев сето тоа, спасував, трчав на секаде, се ангажирав на многу места, многу работи, се обидував да бидам супер жена, се изгубив себе си. Веќе заборавив што ми беше првичната цел, што сакав да правам, што сакав да постигнам, која беше таа верзија и слика за себе која што јас сакав да ја изградам и да ја сочувам. Или ако сакате, после неколку години нештата целосно изгубија својата смисла, јас согорев, се преморив, тоа се одрази на моето психофизичко здравје и дојде ден кога мораше едноставно да застанам, затоа што нема веќе сили. И тогаш решив да си признам на себе си, а потоа и на дел од моите блиски луѓе, што се случува со мене, каде јас тоа сум ги изгубила насоките, колку е тоа тешко, колку тоа уме да боли. И едноставно почнав да ги расчистувам работите околу себе, односите со луѓето, да ги менувам своите реакции, да посветувам повеќе време на она што мене ми е навистина приоритет, да излегувам полека од улогата на јас морам се и да се посветам пред се многу повеќе на себе си, да си го обрнам вниманието кое го заслужувам, да си ја дадам љубовта која треба да си ја дадам и да направам некои избори кои што во моментот може би и не беа лесни, со кои може би јас целосно не се согласував, меѓутоа беше ситуацијата таква да беше ставена на вага или се тоа што се случуваше, или јас и моето психофизичко здравје, и за среќа го одбрав второто, односно се одбрав себе си, а потоа работите полека си доаѓаат на свое место. Не велам дека тоа беше се случи преку ноќ, дека за 2-3 месеци се средив како што тогаш мислев. Не велам дека и до ден денеска не се појавуваат некои можеби ситни
меѓутоа недорасчистени емоции, работи, некои ситуации кои што ме врзуваат или ме потсетуваат на она што било тогаш, меѓутоа јас сега знам да живеам со сето тоа, да се соочам дека да, во многу работи направив чекори кои можеби ме однесоа во поинаква насока, со многу работи од тој период, сега во овој период не се согласувам, меѓутоа јас го прифаќам тоа, таа сум со сето тоа и сето тоа на крајот на краиштата ме доведе да бидам овде и сите тие мои грешки, паѓања, искуства разноразлични ја создадоа и мојата приказна која што раскажувајќи, споделувајќи со луѓето, можеби некогаш некому ќе му помогнам, можеби некое мое искуство ќе биде многу блиску со нечие и оттаму ќе може да изваде некој некаква поука или да види нешто што јас на времето не можев да го видам. Впрочем, затоа и целата оваа работа, затоа и сите тие мои текстови на страницата Ти можеш, затоа и сите овие видеа, за да споделам она што го знам, она што сум го искусила, а ваше дали ќе се пронајдете, дали ќе одлучите да ви служат овие видеа и дали ќе одлучите во ситуацијава да преземете одговорност, да направите чекор, да се соочите со себе и да се прифатите токму такви какви што сте, токму во таа ситуација, во тие услови, каде што сте, на тоа ниво на кое ги играте вашите животни улоги, затоа што тоа е само резултат на нешто што вие некогаш сте го одлучиле, на нешто што вие сте знаеле, што сте имале како искуство, но сега знаете повеќе, имате повеќе искуства и можеби е време да направите нешто повеќе пред се за себе, а потоа и за вашите најблиски, за другите, за светот, да дадете затоа што имате. Тоа би било се за денес. Ви се заблагодарувам за вашата поддршка, за тоа што ме следите, за тоа што ги коментирате моите видеа, ми пишувате приватни пораки, за поддршката на страницата. Се надевам дека уште многу долго ќе се дружиме и до следното видео ви посакувам никому и никогаш да не поверувате ако ви каже дека не можете, затоа што вие можете. Имајте убав ден, се гледаме наскоро.